Спасител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ладно било, убаво, вкусно. Поречи си 1 месец од забраната, водата во Гостиварот денеска е безбедна за пиење. Втор смртен случај од западно-нилска треска, расте бројот на болни. Трето вонредно прскање против комарци вечерва во Драчево. Има комарци како не? Ќе застане, оде ќе го утепам крв полне комар. Многу непријатна работа. Божем прскаат, ама не знам зошто изгледа се имуни на прскањето. Тешка ноќ за противпожарните служби. Огнот во Пелагониско се закануваше на повеќе села. 5 македонски семејства побарале евакуација од Сивири, 40 повредени во големиот пожар во Омиш. Притворот за груби продолжен до 13 септември. Обвинителството тврди дека новото дело со пониска казна е одредено поради доказите кои ги обезбедиле. Протестите не се решение. Николовски со билатерални договори ќе го решава проблемот на превозниците. Овие вести се вклучуваме во живо од Гостивар со информации дека водата од водоводниот систем е безбедна за пиење. Се вклучуваме во живо и од инфективната клиника со информација за вториот смртен случај од западно-нилска треска. Станете со нас. Порече си 1 месец од забраната која беше издадена на 17 јули, водата од водоводниот систем во Гостивар од денеска е безбедна за пиење, информираше Агенцијата за храна и ветеринарство. Веста попладнево беше соопштена во Гостивар, а деталите од таму во овие вести ги пренесува колешката Тамара Дичовска. Тамара, овој пат вестите од Гостивар се добри. Да, ако може да се каже добри вести дека по 1 месец водата во Гостивар е безбедна за пиење. Последните 3 последователни анализи покажале дека во водата има отсуство на бактерии, како и отсуство на оноа зголемено количество на хлор. Иако уште минатата недела во водата немало бактерии, сепак имало зголемено количество на хлор, односно над дозволеното за може водата да пијат граѓаните поради она хиперхлорирање и дезинфекција на водоводната мрежа, па така се намалувало количеството на хлор за дезинфекција на цевките и последните мустри се земени во понеделникот и вторникот, кои што покажале дека водата е чиста, така што денеска се тргна забраната за водата за пиење тука во Гостивар. Мустри се земале од 7 локации тука во Гостивар, од детски градинки, од бензински пумпи, од ресторани кои што покажале дека водата е чиста. Надлежните велат дека контролата продолжува на водоводниот систем. Сега ќе има засилени контроли, односно 3 пати неделно ќе се земаат анализи и ќе се проверува водата и апелираат до граѓаните од денеска, оние што ќе пијат вода од чешма, да ги пуштат чешмите да истечат, особено оние граѓани кои што подолго време не ги употребувале чешмите во своите дома. Во продолжение деталите ги слушаме од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, како и од вработената во јавното предпријатие Водовод Скопје. Последните добиени резултати од лабораториските испитувања потврдуваат дека водата е микробиолошки и физичко-хемиски исправна, односно дека испитаните параметри, вклучително и количество на резидуален хлор, се во границите предвидени со правилникот за забрањата за квалитетот на водата за пиење. Со тоа се исполнити условите водата од водоснабдителниот систем во Гостивар повторно да се користи за пиење. Воедно на граѓаните им се порачува пред да ја користат водата за пиење, да ја остават да истече од чешмата неколку секунди, особено доколку водата подолго време не била пуштена од конкретната чешма. Мерно место во болницата, мерно место кај полицијата, мерно место во Долна Бајница, во Циглана, колку набрат? 2 детски градинки претходно. Значи, испитувани се маркети, бензински пумпи, ресторани, населбата Балиндол, детски градинки се испитувани во мерните места. Земени се примероци воедно и од примарниот цевковод, така што кога докажуваме дека водата е санитарно исправна и безбедна за пиење од примарниот цевковод, секако дека и до граѓаните ќе стигне санитарно исправна и безбедна вода за пиење.
оглед на тоа што водата во Гостивар беше загадена со фекални бактерии, а денеска поречи си 1 месец надлежните соопштуваат дека водата е безбедна за пиење. Денеска по завршувањето на пресконференцијата тука во општината Гостивар, директорот на ДЗС, директорот на ЦУК, директорката на Институтот за јавно здравје, координаторот на кризниот штаб тука од општината Титово пред чешмата, тука што се наоѓа пред општината, од чешмата се напија по чаша вода за да ги уверат граѓаните на Гостивар дека можат да пијат оваа вода од денеска. По продолжение како изгледаше целата слика и атмосферата да погледнеме. Тамара, ова се случуваше пред околу 1 час и половина и објавата на информацијата дека водата е безбедна за пиење. Имаше ли можност да поразговараш со гостиварци, што велат тие? Да, поразговаравме, некои се уште не знаеа дека водата забраната е тргната, меѓутоа откако им кажавме дека денеска надлежните соопштиле дека водата е безбедна за пиење, некои велат дека сепак се плашат и дека нема да ја пијат водата, што е и оправдан страв со оглед на тоа што беше загадена со фекали. Други велат дека и пред забраната и пред да биде загадена водата, тие воопшто не ја користеле водата од чешмите, туку си купувале вода. Некои велат дека ќе размислат дали ќе продолжат да пијат од гостиварската вода, додека пак други велат дека и дури траела забраната и ја користеле водата од чешмите. Па во продолжение ги слушнеме и граѓаните и нивните мислења околу тргањето на забраната за водата за пиење. Дали вие ќе пиете вода од чешма? Јас сум го употребил, сега како е, што е, не знам. Вие претходно си ја пиевте од чешма? Да. Немавте проблеми? Не, никакви проблеми сум немал. Сега како ќе испаде тоа, дали е стварно или не знам. Пред да се ствари ова проблематичната ситуација со водата, 50 години имаме азбестни цевки, така да и без ова не е безбедна според мене. Но кога нема подобро, тоа е. Така, сега ќе ја пиете или сепак ќе си купувате вода? Ќе си мислам. Не, никако не можам да ја пијам. Тоа го вика цело време, а тоа не е вистина. Дур да се слушам во вестите дека тоа е, може да си пе, тогаш ќе го пијам. Од денеска не верувам ништо моментално. Од денеска соопшти дека е безбедно. Третиот пат ова што се разболувам. Више немам поверење на ништо, верувајте. Ова више некако на политика више се површи. Ја не употребувам тоа вода воопшто. И пре, не сега што е ова. И мислам дека ова е нешто немогуче да е покварно на водата. Мислам јас, пошто јас сум доле во Швајцарија работам. Пензионер сум. Тоа не знам што да ви кажам, не е могуче да. Така ќе продолжите сега си купувате вода? Ја стално сум купил и ќе купам. Тамара Дичовска, благодарам за ова вклучување во живо од Гостивар, со целосниот извештај ќе ти имаме во централниот дневник. Втор смртен случај од западно-нилска треска, починал уште еден од пациентите кои беа во критична состојба на инфективната клиника. Со последните информации од инфективната клиника го имам колегата Александар Динев. Динев, кои се информациите од лекарите? Директорот на клиниката за инфективни болести доктор Фадел Цана предмалку информираше дека околу 13 часот на инфективна од компликација од западно-нилска треска починал 72 годишен скопјанец. Вирусната инфекција западен Нил кај него била и лабораториски потврдена. На клиниката во тешка општа состојба и со воспаление на мозокот бил примен пред 3 дена. Ова е втор смртен случај за една недела од западно-нилска треска. Според информациите соопштени предмалку во моментот на клиниката за инфективни болести, со лабораториска потврда на вирусот на болничко лекување има 24 пациенти, повеќето се повозрастни лица со претходни хронични заболувања
заболувања, односно коморбидитети, а од нив 7 се во тешка состојба и на оделот за интензивна нега. И од Скопскиот центар за јавно здравје соопштија дека се зголемува бројот на ново заразени со западно-нилска вирусна инфекција. Во моментот кај 30 граѓани од Скопје вирусот е лабораториски потврден, а вчера имало и 2 сомнителни случаи за кои се чекаат и резултатите од анализите. Станува збор за вчерашните случаи за граѓани од населбата Драчево и од аеродром. Како што извести од Скопскиот центар за јавно здравје, речиси половината од регистрираните случаи се токму од Драчево. Денеска бевме во ова населено место во општината Кисела Вода, поразговаравме со дел од жителите, велат дека има доста комарци, се справуваат секој на свој начин и рекоа дека навистина е непријатна состојбата со комарците, но од друга страна од општината Кисела Вода преку Facebook соопштение информираат дека вечерва од 22 до полнок ќе се изврши трето вонредно прскање против комарци. Сите детали ги гледаме во прилогот во продолжение. Втор смртен случај од западно-нилска треска за една недела во Македонија. На клиниката за инфективни болести почина 72 годишен скопјанец. Од почеток, значи од прием, пациентот беше во тешка општа состојба со изразена невролошка симптоматологија. И покрај сите превземени интензивни мерки и континуирано следење, неговата здравствена состојба се влошуваше. Во моментот на инфективна има 24 пациенти кај кои вирусот е и лабораториски потврден. 7 се во тешка состојба на оделот за интензивна нега и на апарати за дишење. Сите пациенти се повозрасни и со коморбидитет. Исто така и денешниот пациент што кога настапи смртен исход. Од Скопскиот центар за јавно здравје информираат дека се зголемува бројот на заболени од западно-нилска треска. Досега вирусот лабораториски е потврден кај 30 лица, а се чекаат резултатите за уште 2 сомнителни случаи од аеродром и Драчево. По возрастни случаи, значи се зборува од 50 па нагоре до 83 години. Таа возрастна популација повеќе е застапена и општините најповеќе што има случаи се Кисела Вода, тука спаѓа Драчево, значи кај што ги имаме и концентрирани на една улица повеќе случаи и аеродром Газибаба. Вчера имаше еден случај нов во Студеничани, Зелениково, Јурумлери, Трубарево, значи тие се поедно. Според епидемиолошките податоци, речиси половина од пријавените случаи се од Драчево. Граѓаните велат дека има многу комарци. Има и то многу, не малку. Кој период од денот најмногу ги има? Навечер. Навечер има беаги. Да. Сака нас се да скочимо до надим. Има и преку ден, ама највеќе има. Само се драпамо, само се чешамо. Многу непријатна работа. Божем прскаат, ама не знам зошто. Изгледа се имуни на прскањето. Имам правнуциња 5 и седат околу маса и се чешаат само. Вчера, мислам, лета некои авиони, ама дали беа за против комарци, не знам точно. Ќе видиме вечер. Има комарци како не. Ќе застани, оде ќе го утепам крв полне комарци. Да. Тоа е Како се заштитуваат вашите блиски? Се мачкаме со колонска вода по рацеве, да мириса, да биде одбивно. Со креми, со препарати, со спреови и така натаму. Од општина Кисела Вода информираат дека во соработка со Центарот за јавно здравје вечерва од 22 часот до полнок во Драчево ќе се изврши трето вонредно прскање против комарци, а дезинсекција била направена и во средата по прогласување на епидемија во 5 скопски општини. Александар Динев, Сител телевизија. Тешка ног за противпожарните служби. Огнот во Пелагониско се закануваше на повеќе села. 5 македонски семејства побарале евакуација од Сивири, 40 повредени во големиот пожар во Омиш.
Македонија вчера го имаше најтешкиот ден годинава во борбата со пожарите. Според информациите од Дирекцијата за заштита и спасување, пожар имало на 40 на локации, но најкритично беше во Пелагониско, каде огнот се закануваше на неколку села. Македонија вчера го имаше најтешкиот ден во борбата со пожарите на отворен простор. Гореше на над 40 места, а најкритично беше кај селата Лознан и Новоселани во Битолско, за кои што имаше огромна опасност да бидат проголтани од огнените јазици. Огнот се приближи до првата куќа, стара напуштена куќа. За жал фати не прода, не може да се додеш по вода. Брзата реакција на ТПП Битола и екипите на Дирекцијата за заштита и спасување ги спасија населените места каде огнот беше на само неколку метри од првите куќи. Во гаснењето активно учество зеде и местното население, како Александар Чепиговски, кој што храбро со својот трактор спречи ширење на пожарот. Пожарникарите сметаат дека сите пожари во Пелагониско се подметнати. Денес голем дел од нив се ставени под контрола или изгаснати. Ние сумљаме дека пожарите беа подметнати, пошто се движа во различно време, меѓутоа на различни локации, за да не можеме, ние сметаме за да не можеме да стигнеме од едниот крај до другиот крај. Колку време нема спирано, командире? 24 сати сигурно. Секој час јас честитам на вашата пожртвуваност и храброст, ви благодарам. На едно место во Битолскиот регион оставаме еден крак од пожар кој што се протега низ место кое што е полно со неексплодирани убојни средства, каде што не дозволувам човек да влезе бидејќи постои опасност да дојде до експлозија и некој да настрада. Ќе чекаме пожарот да излезе од местото кое што е полно со вакви убојни средства од Прва светска војна, па дури потоа ќе действуваме врз овој пожар. До 13 часот во Македонија имаше регистрирано вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои што активни се уште 6, под контрола се ставени 2, а 4 пожари веќе се изгаснати. Најтешко е во општина Студеничани, каде пожарот го гаснат 3 ер-трактори. Во пожар кој гореше кај местноста Кронејца кај Прилеп, се зафати изгоре целосно објект на семејството Богески, кои тука чувале над 6000 низи со тутун. Штетата ја пресметуваат на над 70.000 евра. Се пожалија дека противпожарната бригада пристигнала со возило со мал капацитет. Пожарното возило што дојде со црево во големина на 3/4, значи со многу мал мласт на вода. На прашањето мое зошто нема големо возило дојдено со хидрански топ, ми одговорија пратени сте ние дека си бесува треба. Значи, ако имаше барем едно големо возило, барем објектот ќе се спасиш. Семејството денеска го посети и од Сојузот на тутунски здруженија, од каде побараа помош од сите откупни фирми, општината и државата за овој тутунопроизводител. За Сител, Дарко Штарговски. Обвинителството тврди дека доказите кои ги обезбедиле се причината поради која има промена во делото за која ќе одговара Артан Груби и 7 обвинети во случајот Лотарија. Наместо како во истрагата за проневера, дело за кое максималната казна е до 20 години, сега со обвинителниот предлог се гонат за злоупотреба на службената положба, дело за кое е предвидена максимална казна само до 5 години. Во меѓувреме кривичниот суд му го продолжи домашниот притвор на Груби до 13 септември. Артан Груби на 24 август ќе седне на обвинителна клупа, но се соочува со значително поблага казна. Осомничен беше за проневера, а доби обвинение за злоупотреба на службената положба. Додека обвинителството ја водеше истрагата, според законот за кривична постапка му се закануваше затвор од 4 до максимални 20 години. Со обвинението кое вчера го доби Груби за злоупотреба на службената положба, највисоката казна која може да ја одреди судот изнесува 5 години затвор. Промената на кривичното дело, според кое сега се гони Груби, од обвинителството го објаснуваат со доказите обезбедени за време на истражната постапка. Истрагата доведе до докази за друго дело. Јавниот обвинител не е обврзан со правната квалификација на поведената истрага или поднесената пријава. Обвинението се темели на доказите прибрани во текот на истрагата. Обвинителството во 2024 година ја почна истрагата во Државна лотарија. За проневера од над 8 милиони евра ги осомничи екс-директорот Перпарин Бајрами и поранешниот вице-премиер Груби.
По 20 месеци подоцна, заедно со тогашниот генерален секретар на владата и членовите на надзорниот одбор на лотарија, ги обвини за злоупотреба на службената положба. Со обвинението беше побарано и продолжување на домашниот притвор за Груби, кој според закон не може да трае подолго од 60 дена. Судот му одреди 30. Мерката домашен притвор за Груби по поднесување на обвинителниот предлог продолжена е до 13 септември. Груби е во домашен притвор од февруари. МВР и АНБ процениле дека не е загарантирана неговата безбедност во затворот во Шутка, па обвинителството предложи поранешниот вице-премиер да издржува домашен притвор по 24-часовен полициски надзор пред неговиот дом. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во голема меѓународна полициска акција разбиена е криминална група за трговија со дрога, а запленети се околу 300 кг марихуана. Во акцијата од македонска страна, како што информираат истражните органи, учествувало Министерството за внатрешни работи преку одделот за криминалистичка полиција во координација и соработка со мешовити полициски тимови од Косово и Грција. Истражните активности се спроведувале под водство на надлежните обвинители од Македонија, Косово и од Грција. Станува збор за меѓународна операција која е резултат на подолготрајна соработка, координација и размена на оперативни информации меѓу полициските и правосудните органи на трите земји. Преку заедничкото постапување биле следени активностите на криминалната група, пошто биле превземени координирани полициски действија за нејзино сузбивање. Во рамки на досегашните активности биле уапсени неколку лица за кои постои сомнение дека биле дел од меѓународната криминална група, а запленети се околу 300 кг марихуана наменета за нелегална трговија. Полициската операција се уште не е завршена, истражните действија продолжуваат во текот на денот во Македонија и Косово, како и во наредниот период со цел целосно расчистување на случајот, утврдување на улогата на лицата опфатени со истрагата и откривање на сите околности поврзани со функционирањето на оваа криминална група. Министерот за транспорт вели дека протестите не се решение за проблемот и најави дека со билатерални договори ќе го решава проблемот на превозниците, кои велат дека од септември ќе останат без возачи кои ќе можат да возат во Шенген зоната. Владата ги поддржува превозниците, но смета дека протестите не се најдобриот начин за надминување на проблемот со престојот во Шенген. Вице-премиерот Николовски вели дека има впечатокот и притисокот за блокади на граничните премини. Доаѓа од соседството и има политичка позадина. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред се од политички причини. Нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Македонија го решава проблемот со билатерални договори со земјите од Шенген, преку издавање работни визи. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Романија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна поддршка. За се останато треба Европската унија да изнеде решение. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора во вторникот на состанок ги договорија барањата и следните чекори. Бара додека почне со примена новата визна стратегија на Европската унија, како привремено решение да не им се бројат денови, туку часови и минути, бидејќи сега и со неколку минутен транзит низ земја во Шенген, нив им се брои како цел ден. Како второ решение беше споменато визите кои на пример ќе ги издава Хрватска да важат и во другите држави. Сепак транспортерите се пожалија дека времето ги гази и дека за да почне примената на визите кои беа изгласани во Хрватскиот парламент, ќе треба да се донесат и ред други правилници, за кои ќе бидат потребни месеци, а бројот на возачи кои немаат надминато 90 во 180 дена секој ден се намалува. Затоа сите превозници од Западен Балкан побараа директна средба со Европската комисија и се договорија дека ако нема решение на состанокот на високо ниво, закажан за на 1 септември, веднаш да се организираат и да ги блокираат граничните терминали, исто како во јануари годинава. За разлика од тогаш, сега вела дека нема да се повлечат само советувања дека проблемот ќе се надмине, туку ќе чекаат реална имплементација на решението. Мартин Арсов, Сител телевизија.
како функционираат транспортерите во услови на строги правила во Шенген, дали билатералните договори се решение за проблемот и што ако нема договор во септември, како нафтената криза влијае на транспортот, но и на инфлацијата. Тема на денот со Билјана Муратовска од Макам Транс. Од корисници на готови дигитални алатки, студентите на Финки преминуваат во архитекти на новата технолошка реалност. Везелка ја постави основата. Проектот Везелка влезе во фаза каде 20% од работните обврски на студентите се директно предвидени за практична работа. Проектот Везелка влезе во фаза каде 20% од работните обврски на студентите се директно предвидени за практична работа на нови AI системи. Со поддршка од Министерството за дигитална трансформација и Европската унија обезбедена е модерна инфраструктура од 1 милион евра, со што директно ги испорачува првите сервиси, обуки и алатки за домашниот бизнис сектор. Везелка тука ќе помогне да ние дополнително им дадеме можност да тие имаат пристап до модерната инфраструктура која што ќе се набави преку овој проект која што чини отприлика околу 1 милион евра и нашите студенти ќе можат да имаат директен пристап на оваа инфраструктура и тука тие и практично може да ги надградат своите знаења во областите на вештачка интелигенција и подоцна истите ги применат во компаниите во кои што ќе продолжат да работат. Проектот веќе ги дава и првите меѓународни научни резултати како директен плод на Везелка. Финки обезбеди уште 2 нови европски проекти од областа на вештачката интелигенција. Преку Еразмус програмите и воспоставената мрежа за мобилност, студентите добиваат можност за директна соработка со европските истражувачки центри. Но примарниот фокус останува дома, трансфер на знаењето кон македонските компании кои се подготвени да имплементираат AI решенија. Се пофалиме со големиот број на наши алумни кои што се веќе дел од реномирани светски универзитети и од најголемите технолошки гиганти како од Google, DeepMind, Anthropic, Microsoft и така натаму, и всушност знаењата што ги добиле тука тие всушност ги имплементираат во овие компании. Секако сите наши студенти ги имаат овие компетенции и се надеваме дека во иднина преку Везелка ќе овозможиме плодно поле за развој на нови продукти и нашите студенти да продолжат ова знаење што го имаат стекнато за градење на нови вакви системи да го имплементираат од овде од нашата држава. Од корисници на готови дигитални алатки, студентите на Финки преминуваат во архитекти на новата технолошка реалност. Везелка ја постави основата. Вештачката интелигенција во Македонија повеќе не се чека однадвор, туку се програмира и истражува во домашните лаборатории. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот за проблемот на превозниците и како нивната работа влијае на крајната цена во маркетите, ќе разговарам со Билјана Муратовска од Макам Транс до 19 часот. Останете со Сител. Пријатно.